Здраво и добро дојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе бидат некои крајни зборови за фотосинтеза. И да започнеме. Значи, од биохемиски и цитофизиолошки аспект, констатиравме дека всушност процесите на фотосинтеза се прилично слични, односно еднакви во одредени аспекти, без разлика дали збориме за виши или за нижи растенија, односно дали збориме за одредени алги, значи ова нека биде клеткот некоја алга или некој си више растение, ќе нацртам некој од цвеќе вака. Така. Значи без разлика дали збориме или за виши или за нижи, а фотосинтезата е прилично слична, или пак за некои бактерии, кои ќе испомнеме на крај на ова видео. Значи имаме и бактерии кои исто така вршат фотосинтеза. Главната цел, значи, на фотосинтезата е претварање на светлосната енергија, ХПМИ, во хемиска енергија, односно вид на соединенија. Значи прават конверзија од светлосна во хемиска, дали соединение или пак во форма на АТП, нема врска. Тоа е барем еден од главните концепти кои сакам да го запамтите од ова предавање со фотосинтеза, дека енергијата никогаш не се губи, секогаш се трансформира од една во друга. Например, ако започнеме ептен од добро да ептен, релативно од почетокот, како што имаме звезда, во овој случај нашето сонце, внатре во нејзе, значи внатре во нејзе имаме атоми на водород, кои во јадрото тие атоми на водород, мислам, имаат јадро и имаат електрони, така. Имаат јадро и еден електрон. Односно имаат протон. Сега тие се судираат и внатре нив има кваркови. И енергијата која се користи од страна на гравитоните за да се судрат овие и да образуваат понатаму хелиум, така што малце се губи на маса, и оваа маса всушност која енергија, се не навлегувам премногу, но таа енергија понатаму патува во вид на фотон. Од сонцето се до планетата подира лист, каде што удира внатре хлоропластите од дадените молекули, па тоа условува одредени соединенија да идат од постабилна во по-нестабилна состојба. Така, и понатаму условува други ензими да ги складираат тие по-нестабилни соединенија во групации. И понатаму енергијата сега всушност складирана во нив. Сега по пат тоа се губи малце енергија во форма на топлина, но поентата е ти сега ќе го конзумираш ова, ќе го изедеш, нацрта уста да е ко пакман човече, добро нека биде пекмен човече, ќе го конзумираш ова и таа енергија потоа ќе ја разложиш повторно на поедноставните соединенија од кои дошла, и енергијата всушност ќе се ослободи и ќе можеш ти да користиш за твоите процеси. И потоа овие нус продукти кои ти ги ослободуваш, повторно се враќаат овдека и повторно со помош на светлина се качуваат на повисоко нестабилно ниво и така си се врти циклусот. Ова е нормално една проста шема, како се тоа биде нормално е покомплицирано од ова, но сакам само да кажам дека енергијата не се губи, енергијата цело време циркулира и дека растенијата се многу важни за тој процес. Сега додека вршат фотосинтеза, освен добро рекол дека прават конверзија од светлосна во хемиска енергија, но и растенијата исто така дишат. Сега не знам дали ќе правам видео за растително дишење, но поентата е растенијата исто трошат кислород. Освен при процесот на фотореспирација кој го разгледавме, има буквално растително дишење. Сега они трошат кислород, но исто така трошат и CO2 при процес на фотосинтеза, нели, Калвинов цикл. Сега растенијата пробуваат да трошат повеќе CO2, а помалку кислород. Така, значи повеќе да синтетизираат работи, а помалку да оксидираат. Зашто они кога дишат, всушност користат енергијата која е складирана во овие сложени соединенија и при процеси на оксидација, пораса со митохондри, поента да се ослободува таа енергија. Како ти што ја ослободуваш кога јадеш нешто, така? Сега и растенијата тоа го прават, но, како што реков, пробуваат да фаворизираат повеќе да трошат CO2, а помалку да трошат кислород. Односно, повеќе да создаваат, а помалку да трошат. Сега, за ова да го остварат, тие треба да регулираат различни процеси. Као што разгледавме во неколку случаи, значи, бидејќи кога се внесува CO2, се отвараат стомите. Ако се отвараат стомите, се губи вода. Така како што рековме сега, тие сукуленти треба да најдат нови начини, например со фосфорен од пируватот, за да максимизираат внесување на CO2, а да минимизираат загуба на вода. Важно исто и самата форма на листовите, така имаме листови кај папаратот, например, како е вака и ти изгледаат вака. Листови, така, гранчиња
може да бидат листовите да бидат такви навести кај што ги имаат паралелна нерватура, или пак може да бидат онако обичен лист. Си го имаме со некоја си мрежеста нерватура, или да бидат на забени целите листови. Така имаме различни видови на листови и сите растенија пробуваат да си максимизираат фотосинтеза. Нормално некои се поуспешни у тоа, некои не се толку успешни и затоа имаме различно еволутивно развиени растенија. Многу интересна работа е, например, фототаксија, односно придвижување кон светлината. Например, имаш некои си гранчиња кои се вака поставени, така со листови овдека. Сега, например, овдека има светлина, изворна светлина, и они ќе се придвижат на тој начин што понатаму ќе бидат вака кон средината поставени двете гранчиња. Се придвижуваат кон изворот на светлина, односно пробуваат да завземат што поголема површина што ќе биде осветлена. И ова е многу интересен начин како всушност се придвижуваат. Налике како движење на тенк, не знам дали знаете, например кога има улица една, има кривина и тенкот кога се движи, исто е ова поврзано со возовите, веќе тркалото кај возот, всушност не се вакво, не е тркалото вакво, него е всушност подагол. Вакво е тркалото со цел да може да врти на кривини. Но добро, не е битно кај тенковите, например кога вози еден тенк, например сака да сврти, оваа страна прекинува да се движи, оваа страна не се врти, него се движат само левите тркала и поради тоа тенкот ќе сврти кривината. Така например врти тенкот, ама на тој начин и растат растенијата кон изворот на светлина. Например, ако би го симплифицирал тоа, имаш едно гранче кое е вака и сега да речеме дека оваа страна е осветлена. Оваа страна е осветлена и сега оно сака да проба што поголема површина да е осветлена. Односно сака да се придвижи кон светлината. Затоа да го направи овие тука што се клетки, нема да растат толку, него ќе растат овие другите што се од страна. Значи овие ќе растат повеќе. И поради тоа како што тие растат повеќе, ќе се искриви на таа страна растенијата. Ќе се искриви и на крај листот ќе дое свртен накај сонцето. Е многу интересен механизам. Добро, ова е контролирано од хормони, но нема да навлегуваме сега во територија на фитохормони. Но сакам да кажам дека растенијата се вртат кон изворот на светлина со цел да си ја максимизираат фотосинтезата. Други фактори кои влијаат на фотосинтезата е колку вода има, така. Колку вода има во средината, колку добро светлина, колку CO2 има во атмосферата, колкава е концентрацијата бидејќи за да навлезе треба да има одреден парцијален притисок. Нормално кај нас во атмосферата е 0,03% застапено, сега парцијален притисок не знам колкав е, но сепак и тоа е многу битна работа, важни се минералните соли, важна е температурата, значи тие ќе бележиме и други работи, така што продуктивноста во различни екосистеми е различна. Затоа растенијата си се адаптирани во секој екосистем да пробаат да максимизираат фотосинтезата. И сега исто така да спомнам дека растенијата всушност можеме да ги гледаме како вид соларни панели. Например, соларните панели, како што си имаш еден соларен панел, како прават струја? Едноставно се одбиваат фотони од нив, дека се одбиваат фотони и со тоа одбивање на фотони всушност предизвикуваат ексцитација на електрони и тие електрони, например, дека тука ќе ставиме еден проводник, тие електрони кои се одбиени со ова прифаќање на фотони, всушност ќе се придвижат овдека во проводникот и всушност добиваме струја. Така добиваме струја. Сега растенијата, листот, исто го прави тоа со фотони, така фотоните ексцитираат електрони, ама тие електрони се придвижуваат, не дека се придвижуваат низ проводник, него тие електрони се придвижуваат низ различни мембрански системи и на крај завршуваат во синтеза на одредени соединени, така АТП, понатаму прават шекери. Така што енергијата од фотонот, која се пренесува преку електронот, пак е задржана. Сега ефикасноста на овој процес се смета дека е прилично висока, но главно таа што ќе остане како во вид на шекер, така од целата светлина која се добива, само 5%, всушност од целата светлина која може да прими растенијето, ќе биде 5% од енергијата од таа светлина ќе биде складирана во шекер. Така да има доста голем губиток од 95%. Замислите си целата планета, сите растенија користеа 100%, мислам тоа не е возможно, бидејќи овие 5% пак се фракција од 100%, бидејќи светлината која удира
е бела светлина, така, односно се составено од различни бранови должини. Така има различни светлина, има виолето, има сина, има зелена, има црвена и сите други бои. Сега светлината која може да користи растението е помеѓу 400 до 700 нанометри бранова должина. И од тие најмалку ја користи зелената боја. Значи најмногу ја користи црвената, затоа листоите изгледаат зелено. Бидејќи бојата ти што ја гледаш секогаш е комплементарна на таа што се апсорбира. Сега нема да влегувам физика, но најмалку се користи зелена боја. И затоа зелената боја, зашто најмалку се користи, се одбива од листот зелената, бидејќи листот не ја користи зелената боја и ти ја гледаш у окото, доаѓа зелена боја и ти гледаш зелена. Добро, ама сакам да кажам дека 5% од оваа радиација, од оваа електромагнетно зрачење помеѓу 400 и 700, тие се тие 5%. А што е со останатите под 400 и над 700? Бидејќи тие доаѓаат од и тоа е енергија, но таа не се користи. Значи за оваа помеѓу 400 и 700 е фотосинтетски активна радиација, односно photosynthetic active radiation, така се бележи. Сега друга интересна работа спрема интензитетот на светлина кој ми е потребен, се делат на хелиофити и скиофити. Например, кога имате една џунгла, и сега ќе направиме кафена боја, имаме дрва, кои се високи дрва, и имаш доле некои грмушки, така, кои се на пониско, односно се во сенка. Така, ако мава сонцето мава вака, и ова дека останува во сенка. Сега, овие што се изложени, им треба силна светлина, значи тие се хелиофити. А овие кои се под сенка се скиофити. И сега, ако ставиш хелиофит во средина каде што нема светлина, тој нема да преживее. Скиофитите се навикнати да живеат во темница и може да максимизираат фотосинтезата и при ниска количина на светлина. Други интересен факт, например, поврзан со светлината е дека C3 растенијата всушност действуваат подобро при пониска температура, додека C4 растенијата действуваат подобро при повисока температура, бидејќи они сепак живеат на суши, така и тоа особено околу 39 степени Целзиусови. И сега како воопшто се мери интензитет на фотосинтеза? Например, ти не можеш да мериш спрема тоа, може да се мери на различни начини, спрема тоа колку кислород се произведува, така колку кислород се произведува, колку јаглерод диоксид се троши, колку шеќер е произведено, така скроб ќе ставиме со поткалва боја, и некои други параметри, ама за ова исто треба да внесеш во равенката и на колкава површина рачунаш. Така, нормално дека ако имаш едно дрво, речеме имаш едно дрво кое е токао вака, ќе направиме едно големо дрво и едно малечко дрвце, нормално дека големото дрво ќе произведува повеќе кислород, повеќе CO2 ќе користи и повеќе скроб. Ама затоа ќе земеш од двете растенија иста површина. Или пак вкупниот резултат ќе го поделиш со површината, така. И например од двете растенија ќе земеш иста површина и ќе пресметаш. Така што например еден прост пример, ако имаме едно дрво X, не знаеш колкаво е, и да речеме дека произведува си, нема врска, некоја си мерна единица 100, и имаш дрво Y кој произведува некоја си мерна единица исто 100. И сега ќе речеш дека интензитетот на произведување е ист. Ама да речеме дознаеш дека ова некоја си дрво или што и да е ова, нема врска, го поставам општо како математичка задача, дека е два пати поголемо, дека 2y е еднакво на x во однос на големина, односно дека x е два пати поголемо од y. Тоа што ќе сватиш дека y има всушност дупли интензитет на создавање на што и да е ова. Овие некои арбитрарни бројки што ги избрав. Бидејќи x е дупло поголемо, а создава исто колку што y создава. Така што y, интензитетот на y е два пати поголем од x. Затоа е важно да се зема во предвид површината. Така. И освен површината, важно и времето да се зема предвид. Значи, ова се испричаме. Значи, тоа треба да се земе предвид, колку кислород се произведува, колку CO2 се троши, колку шекер се произведува. Но исто треба да се земе предвид, како што реков, површината, ќе земеме дециметри квадратни, бидејќи тешко е на волумен да рачунаш. И исто се зема предвид времето. Така исто се зема предвид времето. Бидејќи ти не можеш да земеш едно растение кое го оставаш
да врши фотосинтеза еден цел ден и друго растение кое го оставаш една минута да врши фотосинтеза. Нормално дека има разлика. Така треба да ги стандардизираш. За дадена единица време, за дадена површина растение, колку кислород се произвело, колку јаглерод диоксид се потрошило и колку скроп се произвело. И така се мери интензитет. Значи така се мери интензитет на фотосинтеза. ИНТЗ на фото. И како уште една работа спомнаме е всушност компензационата точка на светлина. Значи тоа е еден вид минималната светлина при која растението може да функционира. Значи минимум светлина е компензациона точка на фотосинтеза. Односно компензациона точка на светлина, односно минимална. Односно тоа е кога создадениот кислород, колку кислород се создава, толку и се троши. Значи се создава некое си количество X кислород, но толку и кислород се троши. Односно, друг начин да го гледаш е колку јаглерод диоксид се создава преку процесот на дишење, толку јаглерод диоксид се троши преку процесот на фотосинтеза. Така, зашто нели дишењето, со D ќе обележиме, дишењето произведува CO2, а троши кислород. Така ќе ставиме O2 влегува, дишење се произведува CO2. Додека фотосинтезата внесува CO2, а произведува кислород. Е сега, светлината при која F е еднаква на D, така колку е интензивна фотосинтезата, толку интензивно и дишењето, односно колку прави едното, толку троши другото. Тоа е компензациона точка на светлина, односно минималната светлина, каде што растението би можело да преживее, зашто ако дишењето е поголемо, ако дишењето беше поголемо од фотосинтезата, растението ќе почнеше да изумира. Така. Секогаш е подобро фотосинтезата да е подобра од дишењето, односно поинтензивна. И интересно е за овие компензациони точки, ако се најде одредена компензациона точка на средината, има луѓе кои што си одгледуваат цели екосистеми, односно земе голем стаклен сад, колба, и си стави внатре земја, така и ја најде компензационата точка на одредено растение. И правично му дава повеќе светлина, ќе го остави растението маце да порасне, и плюс тука некои други растенија и така натаму. И на крај ќе го одржува само со одредено количество светлина. Овдека ќе стави една тапа, да не излегува ни да влегува воздух. И едноставно само ќе дава одредено количество светлина и ова растение колку што си прави кислород, толку и ќе троши. Така. Едноставно ќе си биде во еден постојан биланс. Исти материјали цело време ќе ги врти од едно во друго, од едно во друго, од едно во друго. А енергијата за тоа вртење всушност доаѓа од светлината. Така всушност доаѓа од светлината. Така може да постојат, ако ја знаеш оваа компензациона точка, може да си направиш таков затворен систем, каде што изгледа затворено, ништо не влегува, а постојано внатре си живее растенијето. Сега за крај мислев да збориме за бактерии, но бактериите ќе ги оставиме. Бидејќи има некои бактерии кои користат светлина, ама не е тоа некоја си класична фотосинтеза, него е хемосинтеза. Значи синтезираат одредени соединенија со користење на светлина, но не е како што е кај растенијата. Така да си има посебни процеси кои се под хемосинтеза, но нема да ги разгледуваме тие. Добро, веќе на крај се изморив, не знам како го предав последно видео, но тоа беше се за фотосинтеза. Се надам дека научивте што ново и се надам дека видовте колку е всушност по комплексно него, например, во основно и во средно, кога имаш фотосинтеза, имаш таму 2-3 страници. И онака ти кажа нешто општо, ти дава некоја си сумарна формула за фотосинтеза и си викаш, добро, лесно, супер, растенијата прават шеќер. Ама кога ќе се продлабочиш, спаѓаш колку е всушност многу по-комплексно. И ние пак на некој си начин повторно, добро, разгледавме доста детално, но сепак може да се види уште подетално. Например, ако обојав дека круг на знаење, општо ако го гледаш, значи само како еден круг, е тоа што се учи у основно, да речеме, у средно навлегуваш 2 круга внатре у овој основниот круг. И сега понатаму ние разгледавме некој си повисоко ниво, во секој од овие кругови додававме уште неколку, така. Например, светлата фаза ја поделивме на неколку реакции, темната фаза ја поделивме и така натаму и така натаму. Сега ако истражуваш секој процес посебно, веќе на докторски студии ако идеш, например те интересира нецикличен транспорт, да речеме ако овој круг е нецикличен транспорт на електрони, и во него навлегуваш има уште детали кои треба да се изучуваат. Но нормално ние не идевме на толку детали, но сепак идевме прилично
детално за процесот на фотосинтеза. И така, тоа е тоа. И ќе се видиме можеби во некое си наредно видео во иднина. Довидување.